Овој објект, што се наоѓа позади мене, лоциран во градскиот парк Љупчо Шкатров во Кавадарци, е единствениот музеј за вино во Македонија и еден од ретките вакви на Балканот. Производството на вино тука во Тиквешкиот регион се забележува уште од антиката, па се со непрекинат континуитет до денес. За да ја слушнеме винската приказна за најдоброто вино во светот, предлагам да влеземе внатре. Добар ден. Добар ден. Значи, ова е тој познат музеј на виното, единствено ваков тип во Македонија. Да, добре дојдовте во јавната општинска установа, локален вински музеј за регион Тиквеш, Кавадарци. Како дојдовте пред се до идеја за реализација на овој ваков импресивен објект? Можам да констатирам дека овој вински музеј навистина му недостасуваше на градот Кавадарци. Идејата потекна од страна на Советот и општината Кавадарци. Пред 2 години, на 7 септември 2020 година, музејот се отвори како општинска институција и екзистира веќе година и пол. Замислен е како специјализиран вински музеј, бидејќи целокупното културно наследство кое што е изложено во самата винска поставка е поврзано на некој начин со винарството и лозарството, кои што нели како културно-стопански гранки екзистираат на овој простор многу одамна. Знаеме дека уште пред 4000 години лозарството и винарството водат потекло токму од овој Тиквешки регион, а дошле нели од Тракија преку Ридестата Македонија на Балканот. Сведоци за тоа представуваат многобројните археолошки локалитети кои што ние археолозите ги имаме пронајдено на неколкуте археолошки локалитети во областа на Тиквешијата. Овој регион го обединува целокупното постоење на винарството и лозарството, значи и во самата поставка се изложени предмети кои што потекнуваат од еден поголем регион. Овде не спаѓа само градот Кавадарци, тука и градот Неготино, Демиркапија, Росоман, Градско. Сведоци за тоа дека навистина овој објект недостасуваше на општината се многобројните предмети кои што граѓаните на општина Кавадарци ги чуваа нели во просториите, а ние сакавме да го презентираме сето тоа пред посетителите и да го ставиме на едно место, бидејќи се надевам дека ќе се согласите со мене дека навистина градот Кавадарци имаше потреба од една таква институција. Токму така, што би бил Кавадарци без еден ваков музеј кој што е навистина белег за самиот град и за целиот регион, како што спомнавте, бидејќи ова е и регионален музеј. Производството на вино тука бележи своји почетоци уште од антиката, а тоа можеме да го забележиме на самиот влез од овој музеј, односно на ова пано тука, каде што практично и започнува таа туристичка тура во музеот. Точно така. Затоа ни сведочат повеќе археолошки предмети кои што се пронајдени на познатите археолошки наоѓалишта во Тиквешијата, како што е Белград археолошкиот локалитет, Дреново, Ума археолошкиот локалитет. Најпознат од нив е ова вотивна плоча на која се гледа славењето на богот Дионис и грозјето нели како представа, и исто така познатите камени корита кои што исто така се среќаваат на овие археолошки локалитети, кои што сведочат за континуитетот, развојот на винарството и лозарството уште од античко време, а кои што се среќаваат на археолошките локалитети токму овие корита каде што се газело грозјето за да може нели да дојде до производство на вино. Исто така на овие вотивни плочи, ако можам така да кажам, се представени познатите баханалии, тоа се игрите во чест на богот Дионис. Знаеме дека погребувањата во тој период се вршеле со разни предмети кои што ние ги наоѓаме, значи станува збор за различни пехари, монети, кои што се на некој начин сведок на богатото културно наследство во делот на винарството и лозарството уште од античко време,
кое што ние како музејска институција нели нормално дека мораме да го ставиме во прв ред, бидејќи оттаму почнува континуитетот на развојот и на винарството и лозарството низ периодите понатака. Колку предмети, колку експонати може да се видат во овој музеј? Моментално во музеот се изложени близу 100 предмети, кои што зборуваат за начинот на производство на вино и ракија, распоредени низ периоди, значи како што споменав од античко време, па се до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Ајде да погледнеме дел од тие предмети. Ајде, повелете. Тука се наоѓаме пред навистина еден редок експонат, и тоа на светско ниво, кој што се вика ебилиоскоп. Зашто точно служил овој уред тука? Овој предмет, така наречен ебилиоскоп, морам да истакнам на почетокот дека е четврти таков предмет во светот, од кој еден се наоѓа токму во Винскиот музеј. Овој ебилиоскоп потекнува од 1534 година, бил во собственост на фамилијата Велкови, кои што во тогашно време биле едни од најстарата винарска визба во Кавадарци. Самиот ебилиоскоп служел за мерење на малиганите, односно на шекерните единици во виното, на начин кој што во тоа време бил многу современ начин. Да, се ставало виното и со помош на загревање на овој дел како ламба газиена, со постигнување на одредена температура, се мереле точно малиганите на виното кое што било предмет на производство. Овој предмет е направен во Австрија, донесен од Австрија од страна на фамилијата Велкови, и таков исти предмет, како што споменав, има уште 3, од кои едниот се наоѓа во Португалија, едниот во Франција, во Македонија и во Австрија. Доста интересен предмет кој што навистина привлекува големо внимание кај посетителите. Исто така би сакала да споменам дека, освен овој предмет, имаме и најстари мерачи на вино и на ракија, меѓу кои е и овој виномер, кој што исто така потекнува од 1885 година, доста раритетен предмет, кој што може да се погледне. Исто така служел за мерење на шеќерните единици во алкохолот, во вино. Исто така не само во виното, него и во алкохолот. Од тој период потекнуваат уште неколку мерни инструменти, како што е виномерот, алкомерот, широмерот, со кои се мереле шеќерните единици. Се чувствуваме навистина горди, бидејќи во самата поставка, самата музејска поставка се и првите печати на првата винарска визба на семејството Велкови, кои што се изложени во самиот музеј, како и одредени алатки кои што служеле за закројување на виновата лоза. Да, навистина овој дел од музеот представува како еден времеплов кој што не враќа неколку векови наназад за тоа како започнала таа приказна за производството на вино тука. Тука веднаш на зидот можеме да забележиме едни интересни етикети од кога потекнуваат тие и дали се поврзани со вино, со ракија и со други производи од овој регион. Да. Етикетите за вино и ракија се исто така дел од производството на таа прва винарска визба на фамилијата Велкови, кои што се оригинални етикети, кои што потекнуваат исто така од 1885 година, и тоа се производи на алкохолни и безалкохолни пијалоци, кои оваа винарска визба ги произведувала, значи давнешната 1885 година. И како што можете да видите, станува збор, да речеме, за жилавка, тоа е сорта на вино, станува збор за ракија вишњевача, ракија ореовача, бело столно вино, тука е коњакот, крушковача. Би сакала само да истакнам и да ја запознаам јавноста дека со овие производи најстарата винарска визба на Велкови трагувала во соседна Грција
И благодарение на таа размена, они ги носеле таму нивните производи, а пак за возврат назад во Македонија го донеле узото и метаксата. Токму, носејќи ги овие нивни производи, за размена ги земале овие така пристигнале нели во Македонија. Дали освен етикетите можеби се зачувани и вино и ракија кои потекнуваат од овој период? Дали имаме таква среќа? Нешто мал дел имаме, кое што е изложено во музеот и сега ќе ви спомнам на соседниот експонат дел од овие производи кои што во тогашно време успеала фамилијата Велкови да ги сочува. Тоа е овој експонат тука, кој што е навистина исто така уникатен, како претходниот. Ова е ладилник или фриждер, кој што потекнува од 1832 година. Дали се уште функционира овој уред? Да, се уште функционира овој. Како да кажам сега, значи 1832 година знаеме дека нема електрична енергија и сите си го поставуваме прашањето како во тоа време се разладувале нели овие пијалоци, зборувам нели за виното и за ракијата, бидејќи нема електрична енергија. И ова е еден, можеби, а и тврдам дека е единствен експонат од овој период кој што е најден на територијата на нашата држава. Се нарекува ладилник или фрижидер и потекнува од 1832 година и е изработен во тоа време доста професионално. Целта е, односно улогата му била во внатрешниот дел, како што можете да видите, има 3 прегради. Во средната преграда се ставал мразот. И сега сигурно ќе го поставите прашањето од каде мраз во летните периоди. Би сакала да истакнам дека во Кавадарци постои едно место кое што се нарекува Мечкина дупка. Тоа се наоѓа во местноста кај Либите и ден денес се уште таму има место каде што има мраз, кој што мраз се сечел на коцки, се ставал во средниот дел, се ставал пијалокот во левата и десната преграда и се затварал нели самиот фрижидер и преку оваа славина доле водата се истекувала и така пијалокот се ладел. Значи Тоа е тој фрижидер кој што е единствен во нашата држава, а кој што ни дава нели сведоштво за тоа како во тој период се ладело виното и ракијата за да може да се послужи пред консументите. Како што спомнавме и претходно во разговорот, тука има и некои навистина стари шишиња. Зашто станува збор? Кога ме прашавте претходно дали дел од овие етикети кои што ги спомнавме, има дел од овие производи зачувано. Еден од овие производи зачувано е оваа позната ракија, така наречена апсанџика, која што потекнува од 1919 година, која била дел од производството на фамилијата Велкови и кој што после години наназад еден од потомците кој што е единствен денес жив, тоа е дедо Коле Велков, ги има пронајдено овие, така да музеот го красат и неколку ракии токму од овој период, кои што биле произведени во тој период, а денес нели се наоѓаат и служат на еден начин како сведоштво, бидејќи сепак настанува збор за над 100 години, ракија која што била дел од таа прва винарска визба која што екзистирала на овие простори. Како би сакал да ја пробам ова ракија, ама за жал нема да може, останува тука како експонат. Останува како музејски експонат, да може посетителите да ја погледнат. Сега за жал не може да се вкуси, да. А другите шишиња на вино се исто така како што можете да видите од 1885 година, но се ставени во друга амбалажа, но виното е од тој период, бидејќи виното било пронајдено во бочви и морало нели да се стави во шишиња кои што не се адекватни на тој период, но виното како пијалок е адекватен и како што можете да видите на самите етикети, исто така потекнува од 1885 година. Се наоѓаме во еден дел од оваа музејска поставка каде што може да видиме различни исто така стари предмети како пумпи за прскање, рало, каца, бакарни садови. Што точно представува овој дел од музеот?
како што спомена и ти, сега се наоѓаме пред делот од поставката каде што можете да видите повеќе предмети кои што се поврзани со начинот на производство на вино и ракија. Пред себе сакала да го издвојам оваа рало кое што навистина е доста старо и кое што потекнува од 19 век, кој што служел нели за припрема на земјата за почнување на постапката нели за садење на лозјето. Овде исто така имаме представено и два изузетни предмети кои што на пошироката јавност навистина не им се ни познати, бидејќи они повеќе ја памтат грбната пумпа, која што служела за заштита на виновата лоза од разни болести кои што ја напаѓа, но пред грбната пумпа постојат два предмети кои што се нарекуваат сумпурица, бидејќи во тој период лозјата и виновата лоза се заштитувала со сумпур. Тоа е токму овој предмет што Токму тој предмет. И тука има некаков си отвор. Што се ставало тука? Таму се ставал сумпурот. А сумпурот е, за тие што не знаат? Сумпурот е хемиско средство кое што се ставало внатре, затоа и го добива предметот името сумпурица, и на еден рачен начин со вртење Да, се тоа, така, сега се попрскувало попрскувало лозето, нели, за да може да се заштити од различни болести кои што ја го напаѓаат, кои што го напаѓаат лозовиот лист, меѓу кои сите имаат слушнато дека тука и во тие години најпознатата болест која што го уништува лозарството во пред почетокот, нели, после завршувањето на Првата светска војна, тоа е болеста филоксера, која што го покосува цел лозов насад во тиквешијата, која што била донесена од страна на војници кои што дошле во Македонија од Првата светска војна. Така да во тој момент лозјата се прскале со овие со овие предмети кои што се нарекуваат сумпурици, а потоа иде нели грбната пумпа. Во музејската поставка се представени голем број мноштво на предмети кои што пак ќе споменам се поврзани со начинот на производство на вино и ракија. Освен овие инструменти, како што се ножици, како што се овие ашовите, тука е аранијата, неколку бакарни садови, кантар за мерење. Во самата поставка има изложено и неколку фотографии кои што се од тој период и кои што нели изборуваат како се обработувала виновата лоза, за да можеме да го доловиме тој момент. Значи, ако овде се изложени овие алатки, овде можеме на самите фотографии да видиме како тоа нели изгледало во 1832 година. Сето тоа е фотографирано, документирано. Тогаш во тоа време во Кавадарци екзистираат многу познати фамилии кои што биле токму некој репер во винарството и лозарството, значи освен фамилијата Велкови која што ја спомнав, кои што били основачи на првата винарска визба, тука е фамилијата Мукаетови. Тука се и неколку други фамилии кои што на некој начин преку овие фотографии го доловуваат периодот за тоа како се прославувал Свети Трифун, како изгледало бербата на нива на грозје, обични дегустации на виново по повод нели празникот на отпочнување на бербата тиквешкиот гроздобер. Овде се и познатите билници во овие стаклени, оплетени со се гледа како во тоа време, во што се собирало виното, како се собирало, гледаме различни големини. Се наоѓаме во делот на поставката, каде што имаме исто така доста атрактивни стари предмети, особено овие предмети што се наоѓа веднаш до вас. Тој е поврзан со некаков механизам. Зашто точно служи? Моментално се наоѓаме пред еден од поинтересните предмети кои што се застапени во музејската поставка и станува збор за мулјач за грозје, кој што потекнува од 1927 година. Мулјачот за грозје е еден од основните предмети за да може нели да тече самиот процес на производство на виното. Која му е улогата?
Значи, овде во горниот дел се ставало грозјето и преку ова рачно коло кое што се врти, има интересен механизам, се меле грозјето и се доаѓа нели ширата или сокот во кацата, која исто така е една од најстарите каци во Кавадарци и во регионот, која што е некаде во крајот на се извинувам, крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Знаете, процесот на производство повлекува неколку фази за да дојдеме нели до финалниот производ. Од кога ќе стигне грозјето како производ, прво поминува низ овој мулјач, нели ферментира во оваа каца, потоа иде во преса и на крајот нели како полуготов производ доаѓа нели до ферментацијата и преточувањето за да може да дојде до процесот на готово вино. Исто така интересен предмет од овој период морам да истакнам бидејќи посетителите многу малци имаат прилика да видат, овој предмет се вика маштраба. Тоа е исто така прв предмет и единствен предмет во регионот, зачуван од овој период и служел за црпење на виното. Доста интересен предмет, доста зачуван, служел значи за црпење на виното и претурање. Исто така, од овој дел од поставката е и познатата баскија. Сега ќе ме прашате зошто служела, таа служела за затегнување на обрачите на каците, за да може нели да нели со времето дрвото работи, сето тоа мора да се стигне за да биде подготвена ова буре за чување на виното, значи мора да се затегнат железните обрачи и токму овој предмет кој кој што ги затекал железните обрачи и се нарекува баскија. Исто така имаме изложено и неколку билници кои што се стаклени садови испретени со врбови гранчиња, во кои што се нели служело, се чувало виното. Во овој дел исто така на поставката, како што можете да видите, е изложен и еден од позначајните предмети, ако можам така да го наречам, тоа е казан за варење на ракија, кој што потекнува од 1925 година и кој што е најстар предмет, односно најстар казан во општината. Одејќи во потрага на овие предмети, дојдовме дека се уште сопственикот на овој казан го употребуваше, си вареше ракија, така да овој предмет е прибавен со откуп. Како што спомнав, е најстар казан во општина Кавадарци, се уште е во употребна фаза, може да се вари ракија, но нас ни беше многу битно да биде изложен како музејски предмет, за да може да го отслика не само времето во кое што бил казанот изработен за варење на ракија, него и да го покаже континуитетот и после 100 и кусур години, дека сепак квалитетот на тогашните предмети кои што биле изработувани нели за процесот на производство на вино и ракија, се уште имаат некоја употребна вредност и се уште функционираат. Исто така во контекст на ова би сакала да споменам дека во тогашно време дел од казаните биле и ѕидани казани, како што може да се види на оваа фотографија, каде што се представени нели дел од фамилијата Велкови, кои што биле првите сопственици на таа винарска визба, која што во тоа време нели е винарската визба Тиквеш. Тука е значи сопственикот Александар заедно со неговите синови Пане и Стефан Велкови. Исто така и на оваа фотографија се гледа една дегустација на вино во визбата на фамилијата Велкови, каде што се представени српски офицери кои што дегустираат вино, исто така почетокот на 20-тиот век, значи некаде 20-тите, 30-тите години од 20-тиот век. Имавме можност да видиме навистина голем број интересни и уникатни предмети. На каков начин тие стигнале до овој музеј? Моментално бројката на предмети во музеот надминува 100.
На почетокот, значи, кога ја формиравме оваа институција, бројот на предметите се движеше некаде околу 40-50. Зошто го зборувам ова? За да ги информирам сите дека предметите музеот ги набавува врз основа на јавен повик кој што локалната институција го истакнува преку локалните медиуми. И навистина можам да споменам дека одзивот од страна на граѓаните на општина Кавадарци, па и пошироко на регионот, е голем и дел од предметите се набавени по пат на донација. Значи се одзваа на поканата која што ја имаше институцијата и предметите ги носат во самиот музеј. Така да дел од предметите се прибавени по откуп, дел се донација, дел се дадени на послуга на самиот музеј, но што е битно на крајот, битно е да истакнам дека навистина музејската збирка од ден на ден се повеќе расте. Уште еден од куриозитетите на овој музеј е тоа што е еден од ретките не само во државава, него можеби во светот каде што не се плаќа влезница. Доколку некој сака да го помогне неговото функционирање, може да донира средства тука во оваа стаклена кутија што е поставена на самиот излез од музеот. Музеот е со бесплатен влез, така да посетителите и преку вас да ги информираме дека влезот не се наплаќа, следејќи ги позитивните светски примери во поголеми музеи. Се одлучивме и ние како менаџмент на институцијата, се разбира заедно со локалната самоуправа, влезот да не да биде бесплатен, а доколку посетителите нормално, се надевам дека е така низ овој период од кога екзистира музеот, имаат можност да донираат на музеот одредена сума на средства кои што нели во оваа стаклено звоно се прибираат. Колку часови деневно работи музеот и во кои денови? Музеот е отворен секој работен ден од 9 до 15 часот и сабота и недела од 10 до 15 часот. Сметаме дека овој временски период, зборувам сега за викендот, е период во кој што најмногу посетители има во музеот, бидејќи нели сите граѓани за време на викенд се послободни, но исто така на секоја закажена тура посета кои што ќе ни се јават, ние како музејска институција излегуваме во пресрет и практично музеот е постојано отворен, така да посетителите можат во било кое време да се јават, да ни информираат дека идат, ние сме тука нели да ги пречекаме. Освен со внатрешниот простор, што имавме можност пред малку да го видиме, музеот располага и со овој надворешен простор под оваа прекрасна борова шума. Гледаме навистина голема дворна површина, дали како музеј ја користите за нешто? Да, како што можете да видите, музеот располага и со доста голем надворешен дел, кој што институцијата можне добро го менаџира во изминатиот период од кога музеот е отворен. Овој простор служи за промоција на различни настани со кои што музеот ја збогатува својата културна содржина. Кога зборам за различни настани, пред се зборувам за настани поврзани со понудата на самите винари. Значи овде се одржуваат вински фестивали, вински базар, вински салон, одбележување на месецот на младо вино, исто така за промоција на книги, научни конференции. Музеот го нуди просторот и на одредено општествено одговорни компании кои што одржуваат различни настани во овој прекрасен амбиент. Така да навистина джез фестивали, културно-уметнички содржини во смисла соработка со одредени културни локални институции за одржување на различни манифестации, со што како институција го збогатуваме, ја збогатуваме културната содржина на самиот вински музеј, но се разбира и на градот Кавадарци, односно на општина Кавадарци. Тука позади нас во овој дел на музеот се наоѓаат голем број вина кои што се од поновиот период. Дали сите потекнуваат од тиквешкиот крај? Да, освен богатата музејска поставка која што е дел од музеот,
Во музеот функционира и комерцијален дел, каде што на одреден број на витрини се застапени и представени неколку винарии, како комерцијални винарии, така и мали семејни винарии. Целта на музеот е, освен да го презентира богатото културно наследство, да го презентира и винскиот туризам на некој начин. Музеот има склучено договори со овие винарии. Целта ни е преку нивните производи да ги промовираме нивните производи, се со цел, нели, промоција на винскиот туризам во самиот музеј. А што би била самата приказна за виното из овој музеј, доколку не го пробаме најдоброто вино во светот, тоа е виното од Тиквешкиот регион и не наздравиме за добро здравје. Се согласувам, во виното е вистината. Така е. Кога сме кај таа мисла во виното е вистината, би сакал да прочитам неколку мисли поврзани токму со овој производ, а кои што се користат од памти век. Во виното е вистината, виното е хемиска симфонија, затворена сончева светлина. Еве оваа репортажа нека биде доволен мотив за вас, вашата следна дестинација, да биде токму овој уникатен и единствен музеј на виното во Македонија, а тоа е Винскиот музеј во Кавадарци.